Ви благодарам, подпредседателке. Госпоѓо Викторија Аврамовска, имав некој концепт како да настапиме, но најискрено ме инспириравте да отидам малку во друга насока. Со ваша една контрареплика, односно реплика што беше со претходниот дискутант. Ја навистина не знам, веќе прашам директно. Дали вие сметате дека имаме проблем во правосудниот систем? Или мислите дека све е совршено? Зошто го велам ова? Можеме да се враќаме и на назад. Можеме да користиме цитати од колегите сега што се представници на мнозинството. Можеме да користиме и тековни извадоци од порталите. Фактографијата е таа. 3 или 4% доверба во судството. Ако тоа веќе не е аларм дека имаме проблеми во системот, не знам веќе што е. И наместо да седнеме сите тука и да се бара заеднички јазик, заедничко мислење, ставови, консултации, јавни расправи и така натаму, не е моја фела до толку, заеднички да се бара решението, вие отидовте повторно насилие. Она што веќе се воспостави како пракса во парламентот. Со европско знаменце, пазете, ќе носиме закон за академија за судии и јавни обвинители. Јас навистина не можам да разберам. Тука искреност нема. Штом нема искреност, тогаш веќе станува збор за насока што мора да се истурка по секоја цена. Не е важно локацијата, дали е во нечие партиско сеиште или пак е во владата. Но дефинитивно тоа не е во насока на јавниот интерес и тоа не е во насока дека оваа доверба во судството ќе се зголеми. Не може да се зголеми. А од каде доаѓа недовербата? Бидејќи имаме ерозија на системот. Бидејќи такви постапки претходно со инфилтрирање на несоодветни кадри резултирале со инсталација на истите во системот, неефективноста нивна се рефлектира со зголемена неефективност и корупција или нетранспарентност, и тоа веќе еродира и институцијата и довербата во предметните институции. И тоа не се случува само тука во правосудството. Тоа се случува насекаде, но нема да се ширам. Се сеќавате ли на Павлина Црвенковска? Таа беше исто решение за кое што ние посочивме со прст кон владеачката партија. И таа истата беше сменета, бидејќи беше офатена со скандали, кај што сакаше подметни, еве да не сгрешам, за избор на членови на управниот одбор на Академијата суди и јавни обвинители. Зошто бидејќи имало систем во кој што не можеле да инфилтрираат толку лесно кадри како што замислеле. Да ги инсталираат истите. И тоа како се реши, го решија со назначувањето на Весна Даменова. Тука веќе е од скоро минуто. Патем кажано, преходната за Павлина наведе дека тоа го прави од причини поради тоа што не била подобна за така наречената судска бизнис елита. Односно исполнување на нечии нарачки. Тие нарачки не може да ви дојде од јавноста, тие нарачки не стигаат од опозицијата, никаде, освен елитата што е на власт. Истиот кадар што вие сте оставиле. Оваа втората што поставивте беше уште полошо. Со театрални разрешувања, со газење врз законите и така натаму. Ето истиот судски систем, тој истиот треба да ни гарантира право, правда, легалитет, почитување на законите и почитување на уставот, кој што патем кажано ни се гази во другата сала тука. Со два закони, директно спротивност на одлуки на Уставниот суд. И тоа така поминува. И ние како тоа сакаме да го решиме? Го решиме со европско знаменце. Затоа имаме неказливост и неодговорност. Затоа имаме извештаи како што ги имаме. И тука можете вие да барате причина во 903-та, но јас би сакал да ги барам причините во 2026-та или 24-та. Зашто не можеме веќе понатаму вака. Не е само одлука една, не се веќе само индивидуални права. Системот не е во прашање. Тоа ни се случува. Затоа имаме криминали, затоа имаме скандали, затоа имаме сомнеш. Ако го имате сомнеш, имате манипулација од најголем вид. Односно недоверба во самите институции. Да ставите вие за правосудство европско знаменце, празни табели, тоа веќе се навикнавме. Тоа е преседан. Не е нормално. Не може да биде никогаш нормално. Никакво усогласено со регулативите и нема логика да биде усогласено за правосудството кога станува збор. И повторно тоа ќе си тече без никаков проблем. Велиме, еве ќе се повикам на експозето на премиерот. За дел што јас лично како Тони Јаревски се сложувам секогаш. Дигитализацијата и електронските системи ги решаваат проблемите. Барем од делот на субјективното одлучување. Индивидуалниот човечки фактор, влијание
или нашата човечка несовршеност лесно се решава со користење на електронски системи. Зошто? Бидејќи имате стандардизирани прашања или методологија на која што сите се подеднакви. Тоа истата оваа власт веќе не го практикува, станува збор за нивните интереси. Ќе ве потсетам, истиот пристап беше и со јавните набавки. Првата работа што ја измени СДСМ и ДУИ при нивното формирање на коалиција. 100% цена, електронскиот систем беше нафрлен, се уфрли систем на квалитет. Субјективен фактор, дискрециони права колку сакате. Истото сега ќе се случи овде. Ако некој не се сеќава, ќе ве потсетам јас. Цените се сега за истите производи барем 3 пати поскапи. На страна муабетот за инфлација и другите економски показатели, тоа е за друга комисија дискусија. Но еден од факторите е токму тоа. И сега велите вие вака. Наместо да имплементираме комплетен систем дигитален, вие велите ќе офрлиме 50-50. Со тие 50% некој, како што се ние луѓето несовршени, ќе треба да седне од друга страна и да определи, да го испраша, да го да го обликува или го оцени, некој што утре треба да биде символ на нашата доверба во системот. Во некој што треба утре да одлучува за човечки судбини или пак ќе се грижи за почитувањето на законот и правдата. И кој ќе биде тоа? Тоа ќе биде државен службеник. Еве кажете ми како е тоа можно. И тоа не било кој државен службеник што ќе биде назначен лично од министерот. И како да веруваат луѓето во правда? Во држава каде што велиме дека се е потопено од корупција, каде што имаме лоши извештаи, некој мора да се изначи. Академијата не беше од никаде формирана. Знаеме кој ги помогна процесот, кој го финансираше, колку време требаше да биде направено и не велиме дека е совршена. Но во насока наместо да го направиме добра и во насока да отпочнеме процес на враќањето на довербата, ние отидовме токму спротивно. Ќе демонстрираме сила и ароганција и злоупотреба на европското знаменце. Во серија имаме веќе недели каде што имаме реакции од Европската унија, делегација, портпаролот, да не ги редиме сите понатаму, да не ги повторувам. И за ова ќе имаме реакција. И понатаму ќе кажеме ние се грижиме за евроинтеграциите, не можеме така да помнеме. На крајот на кришата владењето во правото е првото поглавје. На крајот на кришата ова е поголем од нас. Ова утре ќе го наследи следниот состав и на тој после него. Здрав систем ако се направи. Бидејќи треба да гарантира правда и правичност. Бидејќи треба се врати довербата. Зошто го велам, зошто не сте искрени? Можеби најубаво со член 72 став 1. Овие измени се рефлектираат на сите започнати постапки до сега. И вели, сите започнати постапки за прием на слушатели на почетна обука во Академија за студии јавни обвинители ќе се спроведат и завршат согласно одредбите од овој закон. Сакате ретроактивно да го направите. Зошто? Тука се гледа целата ваша неискреност. Тука се гледа со овој член и со овој став која е правата намера. Не се прави ова за да го подобриме системот. Не се прави ова да се врати довербата. Ова се прави само и само да се исполни нечија партиска наречка. Благодарам.